Ова ќе биде една мотивациона порака на денот за сите вас, во кој што и ќе се пронајдете, се надевам сите, и да овој ден, 17 од овој убав 9 месец во 2025 година, ќе ви ги отвори патиштата и ќе ви го разнебити енергетското ниво, ќе ви го доведе во една огромна светлина, која што и токму оваа мотивациона порака ќе биде наменета за сите вас. Доколку не резонира оваа мотивациона порака и не ве покрене да превземете или пак да размислите да превземете во некоја дадена ситуација или пак енергија која што и е достапна за вас, ќе почекате некое наредно видео каде што ќе биде токму наменета таа мотивациона порака. Доколку е во резонирање оваа мотивациона порака, се надевам дека ќе споделите енергии кои што ќе бидат застапни за сите вас. Се надевам дека ќе лекувате и ќе коментирате. Коментирајте слободно во овие пораки мотивациони, затоа што и токму мене ме мотивирате вие, моја енергетска фамилија, да го направам токму овој дел за вас. Ајде да видиме што сакаат да ни порачаат и на каква мотивација ќе треба да се застанеме и да превземеме акција во денешното исчитување од тарот картите. Денешното исчитување од тарот картите и оваа мотивациона порака вели следно. Не превземајте енергија која што не е заслужна и не е во ваша енергија. Излезете од вашата зона на удобност и превземете една магична енергија каде што ќе биде во достапност за вас. Превземете една огромна енергија која што вашиот животен или пак вашата желбена бродска енергија која што патува токму онаму каде што и е вашата свест, ќе превземе една огромна нова промена која што ќе биде инвативна, каде што ќе треба да се усредоточите, да уживате, да љубите, да бидете љубезни, да се надевате и да бидете во истражувачка енергија. Оваа ваша одлука која што ќе ја направите токму денеска, ќе ви го осветли патот и ќе ве издигне во една нова енергија која што е во енергија на светлење, исто како и енергија од осветлување, од убави моменти, но во сета оваа одлука ќе треба да добиете една божанска интервенција која што ќе вели дека
вие ќе треба да послушате некој глас или пак вашиот натрешен глас, за да можете да добиете одговор од светот. За некој од вас ќе значи дека ќе светлите во потполно светло денеска и за секогаш, затоа што околу вас е енергија на ангелите кои што ќе ви го усмерат патот на вашите желби, а тоа е ваша одлука која што треба и да ја направите. Ќе бидете поканети на некои делови каде што ќе треба да бидете љубезни и сами со себе и со околината. Не седете во енергија на усмереност. Не превзимајте интензивни енергии, но излезете од зоната на комфорот. За вас енергија која што вели да твоето кајче или пак твојот брод на желби е токму во твој смер и промените се токму сега во оваа енергија. За други од вас ќе значи дека конечно по толку долго енергетско затварање ќе треба да се отворите и да преземете акција, да излезете надвор од својата зона на удобност, од своето старо размислување и да се забавувате со вашиот живот и во енергија на убавина, љубов, енергија на смиреност, енергија на надеж, да донесете некоја битна и важна одлука во вашиот сегментен сквер, а тоа е некоја ваша битна желба која што ќе се слушне и надалеку во светот. Буквално отворете ја вашата енергетска непристапност. Отворете го вашиот кор на размислување и воздивнете и извикајте на цел глас да токму мојата божанска интервенција и моите ангели ме заштитуваат и ме водат во една права и огромна светлина која што ќе светли и понатаму за мене. Исто како и севеките кои светлат за да ми го осветлат патот кон мојата иднина. Јас се надевам дека ќе резонира оваа денешна мотивациона порака до сите вас. Ве замолувам да оставите коментар за да знам од каде ме следите и колку ме пратите во овие читувања од тарот картите. Се слушаме и се гледаме во наредно видео и во нареден запис и во некоја друга порака која ќе биде токму наменета за некој од вас. Поздрав!